За Алијансата за албанците нема никаква смисла ваквото однесување на македонската опозиција, поточно на ВМРО-ДПМН, кои нормално дека им е местото тука во собрание да бидат присутни, а најдова за причина да дојдат денеска за да се спротистават на интересите на најмалку една третина од граѓаните што живеат тука во Република Македонија и што живееле со векови тука во Република Македонија. Ваквиот однос за блокирање на законот за употреба на јазиците, мислам дека е заказнување од целата јавност и мислам дека треба да прекинат со вакви политики кои и така ги ја продлабочуваат поделбата во општеството што живее тука во Република Македонија. Не може цело време да се свикаме на тоа дека Македонија е мултиетничко општество, од друга страна одма да бидеме подготвени за да се мобилизираме против дел од општеството што во случајот е албанскиот народ тука што живее во Македонија. Можат господата да зимат примери од секоја држава каде што тежне е да бидеме дел како општество и како држава во Европската Унија и во цивилизираниот свет. Да ги земат примерите како е регулирано прашањето на употреба на јазици во држави каде што една третина од населението е различно од мнозинството и ние сме спремни тие примероци да ги имплементираме тука во Република Македонија. Сме спремни исто така и целиот политички систем да работиме заедно и да го имплементираме тука во Република Македонија. Имаме една порака. Нека тргнат раце од ваквиот политички однос кој има за цел само политички поентирања и ништо повеќе. Иначе многу сум запознат за времето кога се водеа преговори, кога Дуи водеше преговори со ВМРО-ДПМН, дека ист закон и тогаш беше спремено за да се донесе од собранието на Република Македонија. Сакам исто така да нагласам дека за алијансите за албанците не е прифатливо дефиницијата јазикот кој го зборуваат на 20% од населението и кој е различен од македонскиот јазик. Албанскиот јазик е албански јазик и како што не е во ред сега и во времето нели кога се прави преговори за промена на името на државата и со право граѓаните на Македонија, македонците не прифаќаат да се удира по идентитетот и по јазикот нивен, исто така никој нема право да удира по нашиот јазик и да смислува дефиниции кои се за нас неприфатливи, бидејќи албанскиот јазик се вика албански јазик и нема потреба да се дефинират со проценти и со други јазици кои постојат во државата. Значи, со ова сакаме да кажеме дека ова прашање не е затворено, ние ќе продолжиме во иднина со нашите политики, преку работа тука во собранието, албанскиот јазик да биде целосно равноправен со македонскиот јазик.